Секој период си носи своји предизвици. Ние се соочивме со два кои што би издвоил, а тоа се грчката должничка криза и домашната политичка криза. Уште во 2012 година беше јасно дека Грција се соочува со потенцијална должничка криза затоа што веќе не можеше да го финансира својот долг на меѓународните финансиски пазари. Бидејќи тоа можеше да предизвика негативни импликации и кон Македонија. Знаете дека Грција беше во тој период можеби најголем странски инвеститор во нашата економија. Ние донесовме одлуки на Советот на Народната банка со кои што оневозможивме потенцијален одлив на капитал од македонските банки преку грчките предпријатија во Македонија кон грчката економија. Потоа во 2015 година, кога веќе наближуваше денот кога Грција ќе објави дека и официјално дека не може да го сервисира својот долг, ние подготвивме на Советот на Народната банка една одлука, ја усогласивме, со која што оневозможувавме било каков одлив на капитал од Македонија кон Грција. Таа одлука требаше да се донесе истиот ден кога Грција ќе, така да кажам, банкротира. Така и се случи. Оној ден кога Грција објави дека веќе нема да го сервисира својот надворешен долг, ние донесовме таа одлука на Советот на Народната банка по итна постапка и целосно ја оградивме македонската економија од негативни импликации од грчката должничка криза. Веќе во наредната 2016 година се соочивме со нов предизвик. Тогаш имавме домашна политичка криза, протести на улиците, а сето тоа некои неодговорни јавни личности и политичари се обидува да го злоупотребат, повикувајќи ги граѓаните да ги повлекуваат своите депозити од банкарскиот систем. Имавме притисок кон банките, повлекување на депозитите и конверзија во девизи, што доведе до притисок на девизниот пазар и намалување на девизните резерви. Веднаш реагиравме решително со конкретни мерки. На крај ја зголемивме и каматната стапка за 0,75% и со сите тие мерки успеавме да ја смириме ситуацијата, да покажеме дека владееме со ситуацијата и дека нема простор за загриженост. Сето тоа траеше околу 40 дена, пошто дојде до враќање на депозитите и подобрување на состојбите на девизниот пазар. Девизните резерви во наредните месеци се вратија на пред тоа кризно ниво. Со ова покажавме дека навистина Народната банка действува професионално, независно, решително и секогаш води сметка за заштита на националните интереси.